Добре дојдовте во уште едно едукативно видео од серијалот на избрани теми поврзани со преговарачкото поглавје 20. Овој пат ќе зборуваме за стратегиите за паметна специализација и нивниот дизајн. Тие се една алатка за поефикасно спроведување на кохезионата политика на Европската комисија. Целта е да се намалат диспаритетите помеѓу различните региони и да се обезбеди раст низ цела Европа. Паметната специализација е особено важна тема за Република Македонија, бидејќи во блиска иднина ќе бидеме обврзани да изготвиме и спроведуваме една таква стратегија, како услов за понатамошно користење на структурните фондови. Стратегија за паметна специализација. Станува збор за национална или регионална иновацијска стратегија, чија цел е секоја држава или регион да ги утврди и развие сопствените конкурентни предности и секако, преку иновации да стимулира развој и нови работни места. Таа е паметна, бидејќи се заснова на силните страни и компаративни предности на еден регион. Специализирана, бидејќи дава приоритет на инвестиции во истражување и иновации во дефинираните конкурентни области. Инклузивна, бидејќи ги вклучува сите засегнати страни од четворниот хеликс – власта, бизнис секторот, универзитетите, граѓанското општество и јавноста. Стратешка, бидејќи дефинира заедничка визија за регионални иновации. Листата на придобивки од стратегиите за паметна специализација е долга, почнувајќи од подобрување на иновацијските екосистеми, подобрување на конкурентноста на предпријатијата, поефикасно користење на фондовите и учество во програмите Хоризонт 2020 и Интерег, нови можности за пристап до знаења, партнерства за истражување и развој, па се до мудро справување со општествените предизвици и слично. Со цел поддршка на иновацијската агенда за регионот на Западен Балкан, изготвен е повеќегодишен акцијски план со сет од мерки и активности фокусирани на развој на стратегии за паметна специализација, а воспоставен е и заеднички истражувачки центар на Европската комисија за Западен Балкан, кој нуди поддршка за анализи, регионални проценки, соработка, веб-алатки и заедничко учење. Како да се започне со дизајнирањето на стратегија за паметна специализација? Европската комисија има изработено мощен корисен прирачник за дизајнирање на стратегии за паметна специализација. Во него се вели дека првите чекори во процесот на дизајнирање се анализа на регионалниот контекст и потенцијалите за иновации, поставување на стабилна и инклузивна управувачка структура. Овие анализи на регионалниот контекст и на потенцијалите за иновации целат кон подетални податоци кои ќе бидат употребени подоцна при селекција на приоритетни области, и тоа податоци за социоекономскиот контекст и капацитетите за истражување и развој. Па така се бараат одговори за тоа кои се новите активности кои произлегуваат покрај веќе постоечките, каде се позиционираат бизнисите во меѓународните ланци на вредности, каква е економската специализација, каде може да се пронајдат квалификувани ресурси, во кои научни полиња регионот е појак во однос на останатите, кои се трендовите за специализација, дали резултатите од истражувањето и развојот имаат влијание на пазарот и така натаму. Поставување на стабилна и инклузивна управувачка структура е важен почетен чекор за да се обезбеди сопственост на стратегијата и да се овозможи различните категории на засегнати страни да се вклучат во процесот на дизајнирање и понатамошна имплементација на стратегијата. Тоа, во зависност од регионалното ниво, подразбира вклученост и придонес од страна на јавните власти, фирмите, универзитетите, граѓанското општество, инвеститорите и меѓународните експерти. Од анализа до дефинирање приоритети и микс на политики. Следните чекори во дизајнирањето на стратегијата за паметна специализација подразбираат дефинирање заедничка долгорочна визија за иднината на еден регион, која е амбициозна, но сепак реална во поглед на економска трансформација и обнова, заснована на најважните општествени предизвици. Конкретни остварливи цели, базирани на моменталните и идните конкурентни предности и потенцијали. Ограничен број на прецизно дефинирани вертикални и хоризонтални приоритети. Станува збор за мудри избори на секторски, повеќе секторски и технолошки приоритети, како и хоризонтални аспекти кои се однесуваат на клучни технологии, информатичко-комуникацијски технологии, дигитална агенда, социјални иновации и слично, кои се одлика на предностите и потенцијалите на регионот, и конкретни приоритетни области. Сршта во процесот на паметна специализација е така нареченото предприемачко откритие.
Тоа е инклузивен и интерактивен процес во кој различните засегнати страни од различни средини, политики, бизнис, универзитети, граѓански сектор и слично, откриваат и продуцираат информации за потенцијални нови активности и можности. Низ овој процес се утврдуваат развојните приоритетни области, се дефинираат специфичните предизвици и тесни грла и се согледуваат потенцијалните домени за иновации. Тоа води кон генерирање на нови проектни идеи, а се вели дека е со предприемачки дух, бидејќи е насочено кон интегрирање на предприемачкото знаење кај сите чинители преку градење на партнерства. Воспоставувањето на конхерентен микс на политики подразбира дефинирање активности и мерки за селектираните приоритети. Еве неколку примери за можни активности. Иновативни кампањи, например стартап и спин-офф поддршка, иновативни хабови и инкубатори, поддршка за интернационализација, социјални иновации и зелен развој. Дигитална агенда, дигитализација, мрежи и дигитални вештини. Соработка во иновативниот екосистем, кластери, предприемачки, универзитети, научни и технолошки паркови и слично. Подготовка за имплементација на стратегија за паметна специјализација. Во оваа фаза потребно е да се елаборираат акцијски план, кој е неопходен за постигнување на дефинираните цели, со податоци за временската рамка, изворите на финансирање, буџетските алокации, целните групи и надлежните тела за спроведување. Проектно портфолио, кој вклучува информации за избрани приоритетни проекти, како и пилот проекти за тестирање на активностите и мерките од миксот на политики. Механизми за мониторинг и евалуација на стратегијата, како и дефинирање мерливи индикатори преку кои би се оценило влијанието на резултатите и би се направила споредба со слични региони. Паметната специјализација е во основа насочена кон промени на начините на креирање политики и носење одлуки и промени во научната работа и бизнисот. Ниту една стратегија за паметна специјализација не може да се дизајнира без учество на граѓанскиот сектор. Граѓанските организации се двигатели на промените и тие во овој процес имаат значајна улога во потенцирањето на регионалните предизвици, поврзани со сиромаштијата, здравството, климатските промени и слично. Тие се оние кои треба да ги споделуваат информациите, да земат учество на различни настани, да бидат присутни во владините структури, да дадат придонес во предприемачките откритија, да ги следат и оценуваат стратегиите и секако да имплементираат важни проекти и социјални иновации. За повеќе детали околу оваа тема, проследете ја во целост обуката за стратегија за паметна специјализација.